Добро вечер и добро дојдовте во првото издание на магазин Вечера со Слободан Томич. Заврши календарската година и да бидем искрен, навистина со наполна енергија ја започнувам ова нова сезона, имајќи факт дека имаме за што да говориме од едноставна причина, бидејќи Македонија е држава која ги има своите национални и верски обележја со кои навистина треба да се гордееме. Неговото високо пресвещерство господин Петар, митрополит Преспенско-Пелагонински, администратор австралиско-новозеландски, вечерва е наш и ваш соговорник, како што наев дека на крајот на минатата година, дека ќе се видиме на Бадник, односно Божич. Токму тоа беше предизвик, вечерва да дојде и да го поканиме во ова прво наше издание. Токму за Бадник и Божич, и имајќи факт дека и гледачите и верниците сакат да научат и да слушнат малце повеќе од она што досега можеле да слушнат. Почитувани, во интерес на времето рековме дека се две емисии по 45 минути, вечерва одиме со форматот од 45 и утре вечер на Божич идеме исто така со втор дел од емисијата. Божич, празник на раѓањето Христово и духовната преродба, вера, надеж и враќање кон семените традиции. Владико Петар, најдов на литература во која видов дека Божич и Богојавление се славеа заедно до 3 век. Дали можете да ни кажете дали точно и кој е вашиото видување за тоа? Ние, како православни христијани, имаме сознание дека најнапред е посочено и кажано дека бил празнуван овој празник во исто време и раѓањето на Христа и Богојавление или крштувањето, јавувањето на Света Троица, крштувањето на Господа Исуса Христа. И тоа кај папата, кој што се именува со Либерие во 354 година, за прв пат е прославен Божик на 25 декември, а се разбира, тоа е на запад, односно во Рим, а на исток прославувањето на Божик одделно од Богојавление, од Теофанија, се случува дури некаде во втората половина на 4 век. Се смета дека прв што го прославил на 25 декември е свети Григори Богослов, а после неговото повлекување од неговата катедра, се мисли најверојатно дека имало извесен период кога тоа не се славело така, се заподосна пак да продолжи славењето. Се знае дека исто така и во Кападокија Свети Василий Велики го вовел празнувањето на Божик на 25 декември, а во Антиокија Свети Јован Златоуст го вовел празнувањето. Тоа го добиваме врз основа на актите или фактите дека држале проповеди за Божик овие светители и посочени се деновите, термините кога се случило тоа. За нас е многу битно дека празнувањето одделно на Божик е поврзано исклучиво со тоа дека се претпоставува кога била дадена веста на Пресвета Богородица во месец според новиот стил, тоа е април месец или на празникот Благовец, од тогаш кога ќе се пресмета колку месеци
требало да поминат за да се роди Христос Спасителот, се пресметува и се совпаѓа со денот на сонцето кој што се празнувал, многу божечкиот ден на сонцето на 25 декември според јулијанскиот календар, а подосна е променето тоа со новиот стил и така натаму. Првично празнувањето на празникот се знае кога се празнувал на денот заедно на Богојавление, претходел пост кој што бил само еден ден, кој што и ден денеска ние го практикуваме, а пак празнувањето на Божик подосна, односно со промената на терминот, веќе е поврзано со пост кој што верниците обично го барале да биде некаде околу една недела, за да подосна да биде на 2 недели, а поради преголемата љубов. Познат како Филипов пост. Овој празник определено е да биде постот некаде околу 40 дена и кој што се именува со Филипов пост, затоа што започнува со денот кој е посветен на светиот апостол Филип и затоа се нарекува уште и Филипов пост. Петар, затоа би сакал да замолам да збориме, говориме прво за Бадник и затоа не случајно ја дадовме темата врата кон Божич преку пост и покаяние. Базичното прашање што сакам вака да ве го поставам, каква е духовната символика на Бадник и како тој не подготвува за Божик? Бадник името доаѓа од зборот деење или да се биде подготвен, да се биде на штрек, просто речено народно, за нешто што ќе се случи, што ќе се догоди да биде многу значајно за целиот човечки род и токму оттаму името Бадник подразбира, значи бдење или исчекување, за да се доживее еден настан, зашто Божик не можеме да го сметаме само за моментално случување, туку напротив, настан кој што длабоко навлегол во сите пори на духовниот живот на православните христијани. И од тие причини мора да се води строго сметка да се има сосема поинаков однос на празникот Христовото рождество, односно Божик, за разлика од некои други случувања. Каква улога игра семејството во прославата на Бадник и зошто е важно сите да бидат дом заедно на овој ден? Образот на православното семејство, христијанското семејство е светото семејство. А светото семејство го сочинуваат Мајката Божја со Христа, Богомладенецот, родениот од Пресвета Богородица. Исто така, тука е присутен и Јосиф праведниот, кој што е заштитникот на Пресвета Богородица или незиниот вереник пред законот, тогашен, зашто девојка не смеела да остане девојка, туку морало, ако не сака да се мажи, да биде и убиена, односно каменувана. Од тие причини, заштитникот на Пресвета Богородица е всушност Свети Јосиф, праведниот Јосиф, кој што се јавува пред законот како нејзин вереник. И тоа свето семејство е образец на секое друго христијанско или православно семејство и од тие причини, како што тогаш кога Синот Божи се раѓа во пештера и прима тело човечко, исто така треба да биде собрано и секој православно семејство околу семејното огниште и тука така се практикува во нашата православна црква, да се има пригодна трпеза за целото семејство, да биде собрано семејството, да се прославува тој празник кој што за нас е многу значаен, затоа што е првиот најголем празник
на црквата Христова, кој што уште се нарекува и мајка на сите празници. И од тие причини Божик е празник кој што не може да се исклучи, да не се поврзе со сите други празници кои се поврзани со него. А празниците што се поврзани со Божик се очигледно. И останатите Христови празници, како што е обрезанието и внесувањето на Христа во храмот или сретение Господово, особено празникот Богојавление, кога Христос, Спасителот, се крштева, потоа се тука поврзани и празниците како што е Христовото страдање на крстот, тука секако дека е и празникот што го именуваме како празник на сите празници, Христовото воскресение. По Христовото воскресение доаѓа празникот Вознесението, со кое се вознесува нашата човечка природа преку телото на Христа, нашиот Бог и Спасител, во заедница со троичниот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух, бидејќи Христос седнува од десната страна на Бога Отецот и секако тука е и празникот слегување на Светиот Дух на апостолите и на присутните. Тоа е всушност духов ден, кога Христос го испраќа Светиот Дух како што им ветил на своите свети ученици и апостоли. Кои традиции и обичаи поврзани со Бадниковата вечера се практикуваат во нашето семејство и што символизираат тие? Обичаите не се суштина на празникот, на празниците. Обичаите имаат смисла во она што би рекле народно практика кај нас луѓето, за да бидеме некако сите поблиски во комуникациите што ги имаме и секако обичаите треба да бидат така поставени што ќе укажуваат на настанот што се случило. Настанот е воплотувањето на Христа, се случило раѓањето на Христа во пештерата и затоа треба обично се практикува во собата каде што или просторијата каде што ќе се соберат семејството, членовите на семејството, да има ислама ставено за да подсетува на пештерата, на јаслите во кои Христос е роден, исто така и тука е она за кое често пати се зборува за бадникот. Сега имаме различни кажувања и толкувања околу бадникот. Имено, бадникот некои го поврзуваат исклучиво и со бадниковото дрво. А всушност бадниковото дрво кај нас се практикува давот како не само најцврсто дрво кое ги задржува своите лисја подолго време, има и свое друго значење. Значењето упатува на дрвото на животот во рајот, од кое што јаделе нашите прародители Адам и Ева, и им било кажано дека од тоа дрво, ако јадат, ќе имаат живот. И другото дрво, кое што укажува на тоа дека не смеат од него да јадат, зашто Господ им рекол, во кој ден ќе вкусите, во тој ден ќе умрете. Што значи, бадниковото дрво обичајно нас не потикнува на размисла и секако не подсетува на тоа дрво што било дрвото на животот во рајот. Нашиот архиепископ, обновителот на нашата црква, блажено починатиот дедо Доситеј, практикуваше да биде донесено дрво, бадниково, во просторијата или гостилницата во која ги чекаше своите гости да дојдат, каде што сме
практикувале да видиме ние почесто гости на Бадник и токму тие работи не ги објаснуваше и кажуваше дека тоа дрво укажува на дрвото на животот. И ако така ги поврзуваме работите, тогаш има смисла тие обичаи што се присутни и како такви треба да бидат присутни тука. Но сега сето тоа можеме на некој начин да го разбереме дека се случува често пати и злоупотреби на тоа, злоупотребите кога ќе излезат од контрола на црквата некои работи. А тоа е како денеска што се случува палењето на огновите надвор од домот, инаку палењето на огновите треба да биде поврзано со семеното огниште. Палењето на домовите, на огновите надвор од црквата и немање никаква црковна смисла на тие собирања со јадење и пиења кои не се во согласност со типикот или правилата на односување и живење на нашите верници во тие денови не е соодветно и тоа треба да се напушти, но уште да укажем и на некои други работи што се случуваат, што нам не се увезуваат практично како на црква од надвор. Тоа е всушност она што често пати и станува постојано како предмет на дискусија при секој прославување на Бадник и на Божик, а тоа е всушност кога заедно со палењето на огновите сега веќе имаме некоја нова воведена практика за оние движење на децата или поворките на децата. Во нашата епархија практикувавме да биде палење на огнови, за да не се отстрани тој обичај што бил присутен кај нашиот народ, да биде тоа во дворот на црквата и тука да се одржува за еден извесен период, а не и цела ноќ таму како што се прави и луѓето кога нема кој да ги држи под контрола и да ги упатува во она што треба да ги упатува, тогаш тоа излегува од контрола. Имаме тука исто известни злоупотреби во врска со она што не е соодветно, како што кажавме, на нашиот православен начин на празнување на тој празник, имено децата кога одат на Коледе, тоа го практикува, особено во Битола, да носат икона на Рождеството Христово и да пеат тропарот Рождество Твое Христе Боже наш и кондакот на Пресвета Богородица Дева Нес. И со тоа треба да се практикува, бидејќи тоа е дел од богослужбениот циклус. И ние не треба да излегуваме надвор од она што ние нам во црквата така поставено и традиција и од друга страна сега на носење на некакви звезди. Сметам дека треба тоа да се отстрани, бидејќи тоа не е ниту има смисла некоја голема звездата, бидејќи во конкретниот случај, рековме, има смисла дрвото на животот и Бадникот како нешто што не подсетува и што не упатува на дрвото на животот. Звездата во ниеден богослужбен циклус не се опева и не се објаснува. Ова веќе добива други димензии, а тие други димензии повеќе би се рекло дека станува збор за некоја комерција, односно некој од тоа да си прави бизнис. Истото е строго забрането во православната црква тродимензионални представи да правиме и од светителите, и од Бога, и од Богородица, и така натаму. И тоа со тие денеска што ги прават поворките со пештерата, и тоа не е наше,
не е изворно и тие треба да се останат. А по однос на пеењето, рековме, она што е застапено во црквата, во богослужбените песни, тоа треба да биде изворното, а не нешто друго што нам ни се увезува тука и веќе некој со тоа сака да некоја традиција ни намете нам, која не е наша изворна традиција. Дали имаме таква традиција на други и да продолжиме со она што е битното. Да, околу бадникот. Значи, како бадник придонесува за зачување на верата и духовните вредности во современите општества? Ние бадникот, да си го гледаме во нашите православни семејства, онака како што сме го имале изворно. Во тој дух треба и понатаму да се практикува бадникот. Рековме, семејството кога ќе биде собрано заедно околу огништето семејно, тука да се говори, тука да се чита, тука да се разговара за Христовото раѓање и за сите оние богослужбени, но кои се на македонски јазик преведени на четива, а исто така она што го имаме како наше длабоко сознание во Светото писмо и во Светото предание, односно преданиското наше црковно искуство што го имаме како народ и како црква православна. Така. Насловот на емисијата за бадник беше врата кон Божич преку пост и покајување. Дали може нешто да изборите околу постот и покајувањето? Покајанието? Може би требаше повеќе да врнеме внимание на тие нешта, отколку на ова што е со помалку значење. Овие работи за кои се дискутираше, но не на одмети тоа да се спомене. Ние треба да знаеме дека целиот пост, почнувајќи од почетокот на постот, од денот на Свети Филип, па натаму, е подготвителниот период за Христовото раѓање, за Божик. Постот не е изолиран и самотелесен пост или физички пост, туку постот е и духовен пост. И дури преднос има духовниот над телесниот пост, ама постот не оди сам, оди заедно со молитвата. Значи, постот и молитвата се заедно и тие, како што ние и читаме во Светото писмо, Христос Спасителот рекол, овој род, зол и прелюбодеен, само со пост и молитва се изгонува. Кога зборуваме за постот, да дадеме неколку поенти за духовниот пост и за физичкиот пост. Физичкиот пост, рековме, се состои од храна која е прецизирано да биде постна храна, а под постна храна подразбираме храна која што е на вода и храна која е на масло, но исто така во овој пост е дозволена и покрај храната на вода, на масло и риба да се јаде, особено во саботите и неделите, освен последните 2 недели според некоја традиција или предание што сме го имали, затоа што, како што спомнавме во почетокот, бил 2 недели постот на почетокот на прославувањето на постот, кога бил одвоен од светото јавување, богојавление. И во тој дух сакам да нагласам дека духовниот пост е многу побитен, бидејќи читаме во Светото писмо дека треба да постиме и духовно и телесно. Духовно да постиме значи да се воздржуваме од многу и лошо зборување. Духовно да постиме значи да не клеветиме, да не озборуваме, да не се караме, да не завидуваме, да не се одмаздуваме, да не прелюбодејствуваме и блудствуваме, да се пазиме од сребролюбие, од гордоста, од суетата и така натаму.
Многу е битно да се стави поентата на овие нешта. Имено, цело време, за време на големите пости, и овој и останатите пости, особено и за Великденскиот пост, се говори колку сме се воздржале или не сме се воздржале од телесниот пост. Многу ретко или воопшто не дискутираме за тоа колку сме се воздржале да не некого озборуваме, колку сме се воздржале некого да не наклеветиме, колку сме се воздржале некого да не сме понижиле и да не сме го довеле во ситуација да го нажалиме затоа што таков однос имаме кон него. Во таа смисла не дискутираме скоро и воопшто за тоа дека сме отишле и сме кажале дека на некој што сме го навредиле, сме борале прошка од него. Значи, тие дискусии околу духовниот пост се отсутни во нашата црква, иако знаеме дека постои духовен пост. Значи, времето е дојдено да дискутираме токму сега во време на постите исклучиво за овие нешта. И на тој начин да му дадеме вистинска смисла на духовниот пост. Дека ние не треба да се занимаваме со оние нешта што повеќе се дури и банални, кога детенцето затоа што земало некое шекерче, каде што имало, можеби, мисла дека можеби не е чисто тоа, дека во него има и млечни производи или не знам што, а овде, како што вели Свети Климент, месо не јадете, а браќата своји ги изедувате. Ние, значи, мора да почнеме како црква, сега како автокефална црква, да го ставиме акцентот на духовниот пост и да дискутираме колку ние успеваме и колку ние практикуваме духовен пост да живееме заедно со браќата и во семејството, и во комуникациите на работните места, и секако дека во општите комуникации во целокупната јавност. И тогаш ќе добие смислата постот, духовниот пост, што се однесува пак до молитвата. Ние цело време слушаме за тоа дека треба да се молиме, кажано е дека молитвата треба да биде, односно е приватна и заедничка. Молитвата приватна е кога сами во нашата келија, собата во која што ние живееме и спиеме, се молиме, а молитвата пак која е заедничка, таа е веќе во заедница. Да ја правиме молитвата, како што рекол Христос нашиот Спасител, таму каде што се собрани двајца или тројца во моје име, меѓу нив сум тука и јас. Но најсилна е молитвата во заедницата, во храмот Божи, особено на Божествената литургија, бидејќи таму се случува најголемото чудо, а тоа е претворањето на благословениот хлеб во тело и благословението на крв Христова. И на тој начин таа молитва на заедницата, на литургиската молитва, тоа е суштината на нашата вистинска молитва, која што е најсилна и без која ние и не можеме да кажеме дека и се молиме. Најголемиот проблем е пак кога станува збор за молитвата, дека ние не сме доследни по прашањето на празнувањето на празниците, тоа да го правиме молитвено, на време да се дојде на богослужба, на утренската богослужба, па потоа да се присуствува на Божествената литургија, да бидеме присутни на другите богослужби, на вечерните богослужби, на повечеријата, на акатистите и така натаму, и така натаму. Што значи, молитвите и постот заедно се онаа сила што нам ни дава можност ние да се ослободиме од нашата гревовна состојба.
Тоа не може да биде поинаку разбрано, освен да биде поврзано секако со нашето покаяние. Зашто кога зборуваме за покаянието, знаеме дека нашите прародители Адам и Ева кога сгрешиле со непослушноста, јадејќи од забранетиот плод, практично се одвоили од Бога. И не можело да дојде никако спасението или очистувањето на луѓето од гревот поинаку, освен преку покаяние. Тоа го имаме како искуство во Стариот Завет, не само поединци, туку и народи кои што живееле недостоен живот, како што бил случајот во Нинивија, како што бил случајот во Содома и Гомора, како што бил случајот во времето на Ное, кога донесол Бог одлука да го уништи светот со потоп. Значи едно семејство, семејството на праведниот Ное е она што ја запазило чистата вера во Бога и затоа тоа семејство било спасено. И од него после продолжува повторно да се шири светот преку тие негови три сина кои се представници на трите народи Сим, Хам и Јафет. Потоа го имаме истиот случај со непокајувањето на жителите на Содома и Гомора, каде што биле повикани да се покајат, но единствено Лот со своето семејство, кој што го молил Бога да не ги уништи градовите Содома и Гомора, затоа што има или ќе има луѓе кои живеат честно и достојно, и Господ рекол дека ако има и 50, и 20, и 10, такви луѓе или такви семејства, тогаш тој нема да го уништи овие градови, но немало толку, само бил Лот со неговото семејство, затоа се уништени Содома и Гомора. И денеска го имаме мртвото море како показател или показ дека за оние што не се кајат ќе биде крајот како што бил крајот на Содома и Гомора. Во ова смисла на нештото, значи потребно е покаяние. Покаянието дека е потребно за да се спаси човечкиот род, го имаме и последниот пророк, светиот пророк Јован Крстител, кој што ја започнува својата проповед со зборовите покајте се зашто се приближи Царството Небесно и укажува на тоа како треба да се однесуваат луѓето при покаянието и ги изобличува фарисеите и старешините јудејски и меѓу другото им укажува на тоа породи аспидини или змиини кои ви кажа да бегате од гневот Божи што доаѓа на вас и бара од нив вистинско покаяние. И Христос Спасителот со истите зборови го повикува човечкиот род при неговата прва проповед, покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Во врска со покајанието нема дискусија дека мора во православната црква да се практикува и исповета. И исповета всушност што е? Исповета е признавање на гревот и кажување на гревот. Значи, покајанието е да се признае направениот грев и не само да се признае, туку да се промени човекот, да го промени своето однесување, својот живот, својот настап во однесувањата кон ближните и кон Бога. Прво кон Бога и кон ближните, а втората работа е да се донесе цврста одлука дека нема да се повторуваат гревовите што се направени. И откако се донесе таа цврста одлука дека нема да се повторуваат направените гревови, треба да се направат спротивни дела на направените гревови. Ако се лажело, во иднина никогаш повеќе да не се лаже, туку да се говори секогаш вистината. Ако човек украл, треба да го врати украденото, или ако нема таа можност на оно што е украдено да му се врати, тогаш
такво нешто добро дело да направи, на оние кои имаат потреба од тоа, на сираци да помогне, на вдовици, на болни и исто така во таа смисла да, ако нема друго решение, да го даде помош на црквата, како што се случило со она жена која имала само 2 лепти и тие ги подарила на се што имала, дала на храмот Божи. Во таа смисла треба да биде тоа, но битното е исто така духовникот, или поточно речено свештеникот кој е всушност оној пред кого ние се исповедаме, тој е духовникот наш во нашата парокија, кој што, како што во медицината имаме ние лекар, кој што го нарекуваме матичен лекар и кој што не може да се одбегне, туку мора преку него да оди се што треба, зашто тој е оној што нас не надгледува и знае за сите наши болести што ги имаме, за сите наши потешкоти, за сите наши маки. И токму на тоа сакам да го нагласам. Ако треба да се оди за лекување на погоре, тогаш сето пак оди преку него. Во ова смисла, исто така, секој верник треба да знае дека како што е матичниот лекар за телесното здравје, така е свештеникот парокиски, оној што кај кого треба да се исповедуваме, кај кого треба да ги кажуваме нашите гревови, од кого треба да добиеме совет. Но, доколку парокискиот свештеник кој е надлежен за нашето духовно здравје, за нашата духовна состојба, не е во можност да даде заради премногу обврски, тогаш со негово знаење и со договор со него може и кај друг духовник да се даде од друг духовник совети, но не исповедање, туку само совети да се дадат во таа смисла, исповедање во смисла на светата тајна како чин зборуваме и во тој дух, но сето тоа мора да биде со знаење на надлежниот епархијски архиереј и никогаш не треба тие работи да се одвиваат надвор од парохијата без знаење на парохијскиот свештеник и надвор од епархијата без контрола и конечни одлуки на духовникот врвен во епархијата, тоа е епархијскиот архиереј. Што значи се по прашањето на духовниот живот започнува од парокискиот свештеник, завршува ако има било какви проблеми, недоразбирања измеѓу духовникот и верникот, завршува преку совети и упатства што ќе му ги даде надлежниот епархијски архиереј. И така во таа смисла треба да знаеме дека вистинската или големата црква ја сочинуваат верниците со свештенството и монаштвото собрани околу својот епископ и бидејќи епископот е оној што е овластен да ги извршува сите свети тајни и секако тој е и оној кој што конечно треба да ги даде советите за извеси било какви недоразбирања што ќе настанат во духовниот живот. Лекнеме во финале, со оглед дека еден од големите поборници за и околу неверонаука, една, да речам, запознавање на религиите. Еве, ова што ни се случува кој на дискрепанца на толкување на нашите правилата во православието, со, како што спомнавте, тридимензионално дефинирање, символизирање и представување на Бадник и на Божич, создава една конфузија кај верниците. Дали и натаму стоите на идејата, на предлогот што некој се практикуваше веронауката да биде дел од нашето секојдневие? Веронауката е неопходно потребна да се воведе во образовниот систем во нашата држава, во нашето општество, по примерот на
црквите и во нашето обкружување, како што е тоа присутно и во Грција, особено во Србија, присутно е и во Бугарија, но особено убаво е разработено и како редовен предмет во образовниот систем е во Романија. И тоа не само од најмали, што би рекле, од најмала возраст, односно од прешколска возраст, туку заклучно и со средното образование. Зошто тоа го велиме? Затоа што денеска ние сме сведоци дека доживуваме страшна морална криза. Таа морална криза, која ни е присутна во сите сегменти на општеството, во сите институции на нашето општество, но исто така е присутна, не може да кажеме дека не е присутна и во самата црква. Ние не можеме да се покажеме како здраво општество и како здрава вистинска црква, ако не бидат упатени, зборувам за православните христијани, во верата наша света православна, а секако дека и оние кои не се православни христијани треба согласно со закон и тие да имаат верска поука според нивното вероисповедание или според нивната вера или религија што тие ја поседуваат и имаат. Во таа смисла очекуваме дека ќе има слух, голем слух и разбирање кај нашите повикани власти, општествени, да се подразмисли убаво и да се воведе веронауката како предмет во образовниот систем и на тој начин да излеземе од сите овие морални и други кризи кои што се присутни и во општеството, а се разбира имаме криза и во црквата, затоа што сето тоа треба да биде заеднички еден процес кој што треба да го практикуваме и едните и другите за доброто на нашиот народ, огледајќи се на оние општества каде што тоа непречено функционира, каде што тие имаат голем успех и во секој поглед во сите пори на животот. Благодарам многу, владико, што бевте гости во првата емисија. Токму во предвечериот, речам, спротив утрешниот празник Божик. Ние натаму сме присутни во текот на утрешниот ден, во точно време од 21 часот. Уште еднаш благодарам. Значи, почитувани, празничната емисија посветена за Бадник е денот на духовната подготовка на семејството, семејното единство и почитувањето на вековните традиции. Како што реков вечерва, а и утре вечер на Ден Божик. Во исто време ќе зборуваме за символиката на овој значен празник, кој го најавува раѓањето на Исус Христос и не подсетува на важноста на верата и надежта и љубовта. Знам дека сте собрани во семејството. Ја ќе опрашам владиката во утрешната емисија за Божич за и околу лепчето и паричката, а верувам дека обредот го завршивте, а утре ве очекува и причесната. Јас ќе замолам за прошка, ако ви сгрешим, и вам, дедо Петар, а и на гледачите, со оглед дека наистина простете ме ако направи некој греф према сите вас, мои најблиски и најмили. Пријатна вечер, се гледајме утре вечер во 21 часот.